првите јавни објави дека нешто ќе се гради во Пробишти. Се спомнуваше цинкара, топилница, леарница и затоа прашањето беше така поставено. Но јасно е дека се интересирав со каква технологија ќе работи таа индустрија и дали таа технологија ќе биде штетна за здравјето. Добив формален одговор со кој што ме упатуваат на јавна расправа за студијата за влијание врз животната средина, што треба да се одржи на 24 септември оваа година. Јас на таа јавна расправа бев, заедно со невладини организации, го кажав оно што мислам, ги кажав сите сериозни забелешки, така што овој одговор е надминат, веќе нема никаква смисла. И само да искористам приликата да кажам дека не може да се зборува, почитувани колеги, за чиста технологија за топилница и леарница, кога по дефиниција тоа спаѓа во тешка и загадувачка индустрија. Не може да се зборува за чиста технологија која би ја правила некаква си фантомска фирма без портфолио. Фирма регистрирана минатата година на Девствените острови со само 100.000 евра влог, а пазете ветува 15 милиони евра инвестиции. А да биде мајта под сограѓаните уште поголем, на чело на таа фирма се представени две дечиња кои што магистрирале во Англија на Кранфилд универзитетот. И името на оваа фантомска фирма е всушност земено според името на универзитетот во Англија каде што магистрирале тие деца. А за да биде уште поголем мајтапот е тоа што сето ова мириса на нешто сомнително, на нешто неубаво. И жал ми е што морам да кажам, меѓутоа изгледа дека допрва ќе дознаваме чии пари биле извлечени од Македонија и преку оваа фантомска фирма се сака да се вратат назад во земјава и некако да се легализираат. А конечно, гревота е на граѓаните на Пробишти да им се насадува таква тешка индустрија загадувачка, кога тоа е еден прекрасен рурален крај, каде што толку се вложуваше и толку вложувавме за развој на туризмот, за производство на здрава храна. Немам дополнителни прашања, што да прашам, се е кажано, овој одговор е пасе. Се однесува за јавна расправа што требало да се одржи на 25 септември пред еден месец. Благодарам. Немам дополнителни. Благодарам. Претеничката не е задоволна за одговорот и нема дополнително претеничко прашање. Го молам претеникот Илјана Поповска се произнесе по одговорот добиен од министар за животна средина и просторно планирање на прашањето што се однесува на обезбедување на повеќе средства од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање за мониторинг на воздухот, водата и почвата, односно согласно член 43 од Деловникот да го искористи правото да постои дополнително претеничко прашање во трајање 3 минути. Има збор претеникот Илјана Поповска. Благодарам, почитуван председателе, почитувани представници на владата, почитуван премиер, почитувани колеги пратеници. Апсолутно не можам да бидам задоволна од одговорот на моето прашање, кој што се однесуваше на тоа дали владата во следниот буџет ќе обезбеди повеќе средства за мониторинг на квалитетот на воздухот, водата и почвата. Само да подсетам за колегите од владата, ова ни беше една од 5 точки за коалицирање на последните парламентарни избори. Резултат неостварено. Не сум задоволна затоа што одговорот е многу тажен. Вели вака, ние како Министерство за животна средина побаравме 50 милиони денари, а добивме 17 милиони денари. Колку е ова тажно и какво е ова подценување на животната средина и понатаму. И понатаму се штеди под наводници на средства за животната средина и не се сваќа дека инвестирањето во животната средина е инвестирање во здравјето на луѓето. Тоа се директно човечки животи, нивниот квалитет и нивното постоење и обстојување воопшто. А да биде уште поголемо моето незадоволство, во одговорот стои вака. Побаравме, значи, 50 милиони денари, добивме 17 милиони денари, но имајќи ги предвид ограничените финансиски средства предвидени за реализација на буџетот на Република Македонија за 2016 година.
почитувани колеги, такви ограничени средства за буџетот 2016. Па никогаш буџетот не бил понадуен од овој буџет што го имаме сега. Меѓутоа, за жал, овој буџет е надуен за тврда градба, за Тркалово Вардар, за Шпански скали, за чудовишен споменик за мајка Тереза, кој што представува мајкап за ликот и делото за мајка Тереза, за жал. Јас само можам да се надевам дека нема да го видиме доизграден тоа чудовишно здание. Значи, жално е што додека граѓаните на Република Македонија си ја подигнаа во овие години еколошката свест и веќе се борат за своето право на здрав живот, се уште ни предстои една сериозна едукација на политичарите. Еколошката свест во политиката е се уште премногу ниска. Инаку, немам што да поставам дополнително прашање, кому да му го поставам? На мојот поранешен пријател и колега Стево Темелковски. Немам што, брате Стевче, биди жив и здрав, ти сега стана човече со патент на уста. Благодарам.